Ако идните градоначалници и советници имаат и малку совест, во нивните изборни програми треба да ги вметнат барањата на иницијативата 5 до 12. Што конкретно од нив се бара, идните функционери ќе бидат запознаени на трибина која иницијативата ја закажува за 23 септември. Им се нудиме да им помогнеме во нивните програми да ги стават нашите барања и нашите потреби. Впрочем, како би добиле гласови доколку не заборават нас. Значи, ние бараме конечно да си го најдеме местото во ова општество, нашите деца конечно да не се плашиме што ќе биде со нашите деца. Значи, мора конечно нешто да се направи. Конкретно за Штип, иницијативата 5 до 12 го има следниот предлог. Ние, например, во овој град сме околу 10% кои што сме засегнати од проблемот на децата и возрастните со посебни потреби. И ние баваме барем 1% од буџетот на општина Штип да биде наменет за овие деца. При што ние не баваме пари, туку со тие пари ние баваме актуелните работени да бидат платени на обуки, да бидат обучени, затоа што досега тие мора сами да одат нови обуки. Родителите и блиски на лицата со посебни потреби веќе долго време се разочарани од надлежните институции и по секоја цена бараат решение за нивните проблеми. Ниедно од децата не се згрижени во градинките, нема стручен кадар, нема образовен асистент што ќе го придружува тоа дете. И како тоа дете ќе се развива и ќе го подобрува својот развој ако не почне уште од градинката. Всушност тука почнува неговиот социјален, образовен, комплетен развој. Дополнителен проблем за родителите е и нивната дилема за точната диагноза и третман на децата. Ние тотално и не знаеме на која терапија и што терапија да даваме. Значи, докторите кажуваат друго, другите кажуваат трето и испаднаме веќе на ништо. Чекаме едноставно здравството, министрите, било кој, нека се оправат нашите деца, да се даде закон, да се прегледаат стрикно. Поради ова, иницијативата ја организира оваа трибина по која се надеваат дека се ќе биде поинаку од досега. Инаку во Штип има околу 500, а во регионот речиси 2000 семејства кои се засегнати со проблем на најблиските.